Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме да размислуваме за настаните поврзани со престојот на Павле во Кесарија, односно со оној период од неговиот живот кога во одредена смисла беше затворен во тој град. Во претходната епизода видовме како тој им го објасни евангелието на намесникот Феликс и неговата сопруга, но некои аспекти од христијанската порака не му се допаднаа на Феликс. Зошто тој сакаше да дознае нешто повеќе за евангелието? Има неколку причини, но една од нив е затоа што му беше јасно дека обвинението против Павле нема добра основа и сакаше да види што е тоа што апостолот го проповеда, а е скандалозно за јудејците. Во суштина Феликс ја одложи својата одлука дали да поверува во Христос. Тоа е многу опасен став, бидејќи секој кој ја одложува одлуката да поверува во Христос, верува дека ќе живее уште долго време и во иднина ќе има можност повторно да размислува за тие прашања. Но, некогаш се случува човекот да нема уште долго време, а во некој случај совеста на луѓето толку отапува од гревот што подоцна во животот не покажуваат никаков интерес за евангелието. Затоа, најдобро е денес да донесете одлука да тргнете по Христовиот пат. Еден од попознатите проповедници од 20-тиот век во Далас, Тексас, беше човек по име Џорџ Труит. Кога бил во поодминати години, дошол момент да слави 50 години вклученост во службата. На таа прослава се појавил негов пријател од младоста и му рекол: "Џорџ, јас и ти дојдовме во Далас во исто време. Ти беше млад проповедник, а јас млад адвокат. Морам да ти признам дека на почетокот, кога проповедаше, често размислував за твоите проповеди и имаа големо влијание врз мене, до таа точка што некогаш и бев вознемирен поради твоите зборови. Но, сега веќе не е така. Сега можам да те слушам без проблем и не ме вознемируваш со твоите проповеди." Пријателот на Џорџ се насмеал, но не сватил дека неговата духовна состојба е толку лоша што наместо да се смее, тој требало да плаче. Ке почнеме со читање на текстот, глава 24, стихови 26 и 27. При сето ова се надеваше дека Павле ќе му даде пари за да го пушти, затоа често го повикуваше и разговараше со него. Но, кога изминаа 2 години, Феликса го замени Порци Фест и бидејќи сакаше да им угоди на јудејците, Феликс го остави Павле во окови. Ова е многу важен коментар од страна на Лука. Тој ни дава до знаење дека во суштина Феликс се надеваше дека Павле ќе го подмити и ќе си ја купи слободата. Со други зборови, Феликс беше прав политичар. Независно што Павле не беше виновен, сепак го стави во затвор за да им угоди на јудејците. Него го интересираа две нешта: парите и сакаше на било каков начин да ја зачува власта. Лука вели дека Павле беше 2 години во затвор во Кесарија, но интересно е тоа што не ни дава никакви информации за тие 2 години, освен тоа дека Феликс често го повикуваше за да разговара со него. Сега доаѓаме до глава 25. Во неа ќе читаме за начинот на кој Павле сведочеше за Христос пред намесникот Фест, стихови 1 до 4. А Фест, откако по 3 дена прими власт, излезе од Кесарија и дојде во Ерусалим. Тогаш првосвештеникот и старешините јудејски му се пожалија против Павле и го молеа, барајки милост за себе против него, да го прати во Ерусалим и редеа заседа за да го убијат патем. Но Фест одговори дека Павле се чува под стража во Кесарија, а и дека тој сам скоро ќе отпатува таму.
Старешините јудејски сакаат да го придобијат Фест на своја страна. И уште пред Павле да има прилика да го представи својот случај пред него, тие веќе побараа од него да го донесе апостолот во Ерусалим. Нивните намери не беа честни. Тие не сакаа фер судење за апостолот, туку само да имаат прилика да го убијат додека патува кон Ерусалим. Добро е што Фест не падна на нивните трикови и повик за сожалување, туку сакаше самиот тој да слушне од Павле што има да каже за себе. Патем, самото тоа што Павле се појави пред Феликс, а и ќе се појави и пред Фест, е исполнување на зборовите на Господ Исус, кој кажа дека Павле ќе биде сведок за Евангелието пред владетели. Забележете што им кажа Фест на оние кои сакаа да го убијат Павле. Стихови 5 до 9. Кои пак од вас можат, нека дојдат со мене, и ако има некаква вина на овој човек, тогаш нека го обвинат. И откако беше кај нив не повеќе од 10 дена, слезе во Кесарија и утредента седна на судскиот стол и заповеда да го доведат Павле. А кога го доведоа, јудејците што беа дошле од Ерусалим застанаа наоколу и многу тешки обвиненија изнесуваа против Павле, кои не можеа да ги докажат. А тој, бранејки се, рече: со ништо не се огрешив, ни против законот јудејски, ни против храмот, ниту пак против царот. Но Фест, сакајки да им угоди на јудејците, му одговори на Павле и рече: сакаш ли да одиш горе во Ерусалим и таму да ти се суди за тоа од мене? Во одредена смисла, Фест беше ист како Феликс. Тој сакаше да им угоди на јудејците, се со цел да имаат добро мислење за него и да не креваат никакви бунтови против локалната власт. Со оглед на тоа што евреите беа бунтовен народ, секој намесник кој беше одговорен за таа област сакаше да ја држи атмосферата помеѓу народот мирна и да избегне какви било бунтови и незадоволство. Стихови 10 и 11. А Павле одговори: стојам пред царевиот суд, каде што треба да бидам суден. Јудејците не сум ги навредил со ништо, како што и ти тоа многу добро го знаеш. Зашто, ако сум виновен и сум направил нешто што заслужува смрт, јас не се откажувам да умрам, но ако од сето тоа во што ме обвинуваат тие нема ништо, тогаш никој не може да ме предаде на нив. Се повикувам на царот. Некои толкувачи на писмото веруваат дека Павле направи грешка кога се повика на царот. Тие велат дека требаше да го представи својот случај пред Фест и да му дозволи на Фест да ја донесе конечната пресуда. Но, јас не верувам дека Павле направи грешка, бидејќи очигледно е дека Фест не беше заинтересиран за правдата, туку за да им угоди на јудејците. Може би Павле го сфати тоа, дека Фест игра некакви игри. Затоа веќе не сакаше да се појавува пред намесници, да го представува својот случај пред нив и на крајот да не добие никаква пресуда. Од прилика 2 години пред овие настани, Бог му се појави на Павле во сон и му кажа дека ќе сведочи за Евангелието во Рим на ист начин како што сведочел и во Ерусалим. Некое време предходно Бог му кажа дека ќе се појави пред цареви и владетели и пред нив ќе биде сведок за Христос. Всушност, овие зборови ни даваат до знаење како тие Божји зборови се исполнија. Павле веќе неколку пати се појави пред владетели, а сега, кога се повика на царот, тој ќе добие прилика да оди во Рим и да сведочи пред него. Патем, не знам за вас, но во стиховите кои ги прочитавме пред малку, чувствувам како Павле да има некоја доза на нетрпение во себе. Се чини дека тој конечно сака случајот да се реши и нема веќе намера да чека и да биде дел од игрите на јудејците и локалните владетели. Рим беше град познат по законот и правдата и Павле го искористи своето право како римски граѓанин да побара таму да му се суди.
Интересно е тоа што при својата одбрана апостолот Павле вели: ако сум виновен за смрт, јас не се откажувам да умрам. Односно, тој беше човек кој не се плашеше да умре. Верувам дека тој навистина се чувствуваше така во своето срце. Тој не вели дека нема проблем да умре само за да ги воодушеви оние кои го слушаат. За него смртта беше само прилика што побрзо да се сретне со неговиот Господ и Спасител. Сакам да кажам збор 2 и за фактот што апостолот Павле ги користеше правата и привилегиите кои доаѓаа со римското граѓанство. Јас немам ништо против тоа да ги користиме привремените благослови кои Бог ни ги дава на оваа земја со цел да си го олесниме животот. Што мислам по тоа? Ако Бог ви дал убав дом, уживајте во тој дом и бидете благодарни за него, но и нека биде отворен за гости да доаѓаат во него. Ако Бог ви дал убаво возило, бидете благодарни за него и уживајте додека го користите, но служете им и на другите со тоа возило. Ако Бог ви дал работа која е добро платена, бидете благодарни за неа и работете ја честно. Ако Бог ви дал прилика да имате државјанство или пасош од некоја земја која ви нуди одредени привилегии и полесно да патувате низ светот, користете го тој пасош за таа цел. Верувам ме разбирате што сакам да кажам. Кога Бог го повика Мојсей да ги извади израелците од Египет, Мојсей во раката имаше овчарски стап. Бог му заповеда да го користи тој стап за на фараонот да му ја објави Божјата големина преку чудеса. Ползувај го тоа што Бог ти го дал. Тоа е главната поента на она што сакам да го кажам. Павле беше римски граѓанин и мудро го ползуваше тоа право. Наместо да го судиме за тоа, добро е да учиме од неговата мудрост и проникливост и да размислиме како ние можеме да ги ползуваме привремените благослови кои Бог не ги дал на оваа земја. Стих 12. Тогаш Фест, откако се посоветува со советот, одговори: се повика на царот, кај царот ќе појдеш. Фест беше свесен дека одењето на Павле во Рим може да биде лош знак за него, бидејќи Павле кај царот може да се пожали дека Фест не сакал да даде каква било пресуда за неговиот случај, но, од друга страна, тој не можеше да го спречи Павле да се повика на царот и да го добие тоа право. Стих 13. А откако минаа неколку дена, царот Агрипа и Верники слегнаа во Кесарија за да го поздрават Фест. Царот Агрипа, кој беше одговорен владетел во тој дел од Римската империја, дојде да го поздрави Фест, а предпоставувам и да му честита за новата позиција која ја има добиено. Знаете, овие беа луѓе кои, условно кажано, припаѓаа на една иста партија, бидејќи сите работеа за интересите на Цезарот и Римската империја. Стихови 14 и 15. И бидејќи таму останаа повеќе денови, Фест му рече на царот за Павле, велејки: Феликс остави еден човек во затворот. Кога бев во Ерусалим, за него излегоа првосвештениците и старешините јудејски и ме молеа да го осудам. Фест не знаеше како да постапи со апостолот, па го сподели неговиот случај со Агрипа, се со цел да побара совет и мудрост од некој кој му е предпоставен. Стих 16. Јас одговорив дека кај римјаните не е вообичаено човек да се осудува на смрт пред обвинетиот да се соочи со обвинителите и да му се дозволи да се брани од обвинувањето. Патем, интересно е како овие двајца владетели зборуваат за римското право, а и општо историски гледано се вели дека во Римската империја законот и правото биле многу важни, а сепак во случаите на Господ Исус, а и на апостолот Павле се чини дека римскиот закон и право потврлија. Господ Исус беше осуден не затоа што беше виновен, туку се со цел да им се угоди на гневните јудејци. Истото се случи и со апостолот Павле.
Каде е тука правото и каде е законот? Зарем правото и законот не треба да се засновани на јасно одредени норми, а не да варираат врз основа на желбите на толпата? Стихови 17 до 19. И кога се собраа овде на другиот ден, без никакво одлагање, јас седнав на судскиот стол и заповедав да го доведат човекот. И кога застанаа околу него обвинителите, не изнесоа никакво обвинение против него, како што предполагав. Туку против него имаа некакви препирки околу нивното верување и за некој си Исус, кој умрел и за кого Павле вели дека е жив. Кое беше едно од главните обвиненија против Павле? Неговото тврдење дека Исус Христос воскресна од мртвите. Се чини дека и на Фест му беше јасно дека тука не станува збор за некакво кривично дело, туку спорот помеѓу јудејците и Павле е заснован на различни верувања и вредности. Стихови 20 и 21. А јас, не знаејќи што да правам со овој, го прашав дали сака да оди во Ерусалим и таму да биде суден. Но, бидејќи Павле побара да биде чуван до судската одлука на неговото височество, заповедав да го држат под стража додека го пратам кај царот. Во следниот стих, доктор Лука пишува дека Агрипа сакаше да се сретне со Павле и да чуе што апостолот има да каже во однос на сите обвиненија кои се покренати против него. Стих 23. Утредента, кога Агрипа и Верники дојдоа со голем сјај и влегоа во судницата заедно со војводите и најугледните граѓани, по заповед на Фест го доведоа Павле. На Павле му се даде прилика да зборува пред многу важни и влијателни луѓе во Римското царство. Што ќе каже пред нив? Како ќе се представи себе си, а и верата која ја проповеда? За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.